прашање околу екс-началникот на петата управа Горан Груевски. Едно прашање до кај истрагата, се проверуваат ли локации, се установува ли каде, и правиме еден прилог веќе неколку дена, и тоа ми е следното прашање по службеното оружје кое го поседува Горан Груевски. Зошто не може полицијата никако да се го врати оружјето кое го поседува во надлежност на Министерството за вътрешните работи? Во однос на двајцата вработени во Министерството за внатрешни работи, за кои што е подигнато обвиненија, кои што се во бегство, се преземаат сите можни мерки од страна на надлежните служби во Министерството за внатрешни работи, се со цел да дојдеме до податок каде може да се наоѓаат, се со цел да се исполни судската одлука за притвор кој што имаат, и тоа заради тајноста на постапката, заради можноста да попречиме во таа истрага. Јас не можам повеќе детали да соопштам од тој аспект. И во однос на второто прашање, сакам да знаете дека и двајцата веќе немаат никакви право да работен однос, затоа што им се во мирување, така како што пропишува законот, додека службеното оружје на Горан Груевски вчера е вратено во Министерството за внатрешни работи. Така да и таа работа или обврска на Министерството е извршена. Може да прашам само каква е законската регулатива кога станува збор за странски државјани кои што направиле прекршок во Македонија, или да речеме нешто во пуната, кој што бил ограбен во Македонија, постапките течат тука во македонските институции? Да. Ако е прекршок, се води постапката пред судот за прекршоци. Ако се кривичните дела, тоа ќе се судот за кривични постапки. Јас имам прашање за овој вработење во Агенција за разузнавање. Се какви прекршоци, кривични пријави, какви ги следуваат? Па јас соопштив дека за него ќе се преземаат кривични ќе има кривична пријава заради тоа што има спречување на службено лице по вршење на службено дејствие. Без разлика кој е во Република Македонија граѓанин или вработен во било која служба, дополнително ваквите вработени во безбедносните служби, пред се и во Агенција за разузнавање, не смеат да си дозволат да спречуваат службени лица во вршењето на собствената дејност и не може да се ставаат надредени над законот без разлика каде се. И заради тоа ќе биде подесена кривична пријава. Очекувам дека и неговата институција во која што работи соодветно ќе презема соодветни мерки за да не се повторуваат вакви случаеви на однесување кое што е спротивно на сите правила и прописи. И благодарам.